Почитувани го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа, гостува министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска. Господја Тренчевска, владата го донесе последниот сет мерки за парична помош за социјални случаи, невработени и пензионери со ниски пензии. Зошто е донесена интервентна мерка за наредните 4 месеци, а не се оди кон тоа да им се зголеми и социјалната помош на луѓето? Точно пред неколку дена, како влада ја донесовме одлуката за нов сет на антикризни мерки, се со цел ранливата категорија на граѓани од една страна добијат финансиска подршка од владата за да можат полесно да ги поминат наредните 4 месеци, односно зимскиот период кога и сметките за електрична енергија или потребата од било кој друг енерген, за да можат сето тоа полесно да го платат и да едноставно имат повеќе приход во семејството, за да сите заедно ги поминеме овие неколку тешки месеци со повеќе приход во семејството. Системот на социјална заштита со реформите во 2019 година ја зголеми социјалната гарантирана минимална помош, до тогаш социјална помош за 300%, и денес едно 4-члено семејство само по основ на гарантирана минимална помош зима околу 11-12 илјади денари подршка од финансиска подршка од државата. Во овој сет на мерки се отиде да бидат таргетирани оние граѓани кои што досега не добиле никаква финансиска подршка, а се сметаат за ранлива категорија на граѓани. Тоа се примателите на правото на социјална сигурност за стари лица, лицата со попреченост. Овде имаме две категории, децата до 26 годишна возраст со попреченост кои што примаат посебен додаток и лицата со попреченост од 26 години до натаму кои што го оствариле правото на попреченост. Секако тука се и граѓаните кои што имаат некаква попреченост или имаат тешка здравствена состојба, не примаат право на попреченост, а го примаат правото од социјална заштита, односно правото на помош и нега од друго лице. И секако овде се граѓаните кои што се евидентирани како невработени лица, а примаат надоместок за материјално обезбедување, односно стечајните работници согласно Законот за материјално обезбедување, кој што надоместок кој што го примаат преку Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, и како најранлива категорија, вклучително покрај овие наши сограѓани, се и пензионерите кои што примаат пензија до 14.000 денари. Што ќе се случува после овие 4 месеци? Може би пак ќе се оди на некаква мерка или? Зависно од состојбата после 4 месеци, владата ќе ги разгледа сите анализи и ќе, ако има потреба, секако дека ќе носиме нов сет на мерки за ранлива категорија на граѓани. Примателите на гарантирана минимална помош оваа недела ќе ги добијат 3.000 денари. Секој примател на гарантирана минимална помош ќе добие 3.000 денари надвор од правото на гарантирана минимална помош, која што требаше како еднократна помош, која што требаше да им се даде пред ребалансот, но поради чекањето да помине ребалансот законските измени, ова право ќе им биде дадено сега. И да не заборавам дека и на самохраните родители кои што се приматели на гарантирана минимална помош ќе им се овозможи финансиска подршка 4 месеца од 3.000 денари наредните 4 месеци. Дали ова ќе биде доволно, бидејќи инфлацијата веќе им ги изеде парите на луѓето што треба да ги добијат како помош? Видете, дали ќе биде доволно или дали можеше и повеќе, секако дека секогаш може повеќе, меѓутоа треба да земеме во предвид дека со овие сет на антикризни мерки ние офаќаме околу 180.000 граѓани. Покрај сетот на мерки кои што ги превзедовме претходно преку измена на законска регулатива, како што е зголемување на минимална плата, зголемувањето, усогласувањето на пензиите, тоа се политики кои што значат постојан раст на
платите и на пензиите и политики кои што ја следат инфлацијата. И минималната плата и усогласувањето на пензиите, методологијата е направена така да се следи порастот на трошоците на живот и порастот на просечната плата. И ова е системско решавање на проблемите со порастот на платите и порастот на пензиите. Имаме систем кој што континуирано ќе ги следи порастот на трошоците на живот и порастот на просечната плата и соодветно на тој пораст ќе бидат зголемувани, односно согласувани платите во државата, минималната плата во државата и секако пензиите. Дали сметате дека генерално во моментов се доволни парите за социјална помош, бидејќи еве во однос на минатиот септември трошоците за живот се зголемени 18,7% според податоците на Државниот завод за статистика, а храната е поскапена за 30%. Во однос на корисниците на гарантирана минимална помош или социјална помош, во септември со исплатата имаме намалување на бројот на корисници во однос на август 2022 година. Во септември имаме 34.687 домаќинства кои што добиле гарантирана минимална помош, додека во август, значи месецот пред септември, сме имале 36.138 домаќинства, што значи дека делот домаќинствата кои што примале гарантирана минимална помош, делот член на семејство се вработил, односно имаат приходи во домаќинството со што секако им престанува правото на гарантирана минимална помош и затоа интенцијата на Министерството за труд и социјална политика, намерата во наредниот период е што повеќе граѓани кои што се во системот на социјална заштита, односно приматели на гарантирана минимална помош, да ги вклучиме, односно да ги активираме на пазарот на трудот. Активацијата на примателите на гарантирана помош е нашиот приоритет во следниот период, за да можеме не да бидат зависни од системот на социјална заштита, да не ги држиме во системот на социјална заштита со години, туку преку својот труд да бидат активирани на пазарот на трудот, согласно оние компетенции кои што ги имаат овие граѓани, значи образование, како дали се работи за квалификувана, неквалификувана работна сила, согласно потребите на пазарот на трудот и да излезат постепено од системот на социјална заштита. Спомнавте бројки за приматели на социјална помош. Дали се зголемува бројот на случаи за време на енергетскава криза? Не, еве последниот податок ни од септември. Оваа недела во понеделникот ги исплаќавме правата од социјална заштита, примателите на гарантирана минимална помош, односно на порано популарна наречена социјална помош, изнесува 34.687 домаќинства. Во споредба со август 2022 година, кога сме ги исплаќале правата од социјална заштита, тој број бил 36.138 домаќинства, значи е намален бројот на домаќинствата. Дел од овие домаќинства, членовите на овие домаќинства се вработиле, остваруваат приход во семејството, со што согласно закон им се укинува гарантираната минимална помош. Дали очекувате да се зголеми таа бројка во наредниот период, бидејќи еве многу фирми најавуваат дека е можно да затворат и со тоа и да отпуштат вработени поради високите сметки за струја? Со новиот сет на мерки кои што се однесува на подршка на компаниите, верувам дека компаниите нема да затворат и нема да ги отпуштат работниците и нема да имаме, очекувам да немаме зголемување на корисници на гарантирана минимална помош. Меѓутоа, ако се случи да дел од работниците останат без приходи во семејството, системот е отворен и ќе бидат секако вклучени во системот на социјална заштита, односно ќе им биде обезбедена гарантирана минимална помош. На секој оној, на сите оние работници, семејства, домаќинства, кои што ќе останат во моментот на без приход во семејството, секако дека ќе бидат вклучени во системот на социјална заштита. Во однос на потрошувачката кошница, Сојузот на синдикати на Македонија излезе со податоци дека изнесува 50.000 денари за 4-члено семејство,
Како ова може да го издржат посиромашните луѓе, бидејќи со новата мерка не се земени предвид луѓето со ниски плати? За работниците со ниски плати, токму затоа и ја зголемивме и ја изменивме законот за минимална плата, да имаме граница од 18.000 денари, најниска минимална плата во државата за работник кој што стапува на работа без работен стаж. Ова е основицата која што се зголемува согласно минатиот труд на секој работник. Значи 18.000 денари, еден член во семејството кој што работи на минимална плата и доколку има минат труд, таа плата му се зголемува. Секако како министерство и како влада се грижиме и за работниците. Тоа значи дека и за работодавачите, за да даваат поголеми плати на работниците. Кај нас има мерка која што ја користат голем број на работодавачи, односно за мерка за работниците, за раст на платите, која што значи дека работодавачите на оние работници кои што се на минимална плата може да им го зголемат платата од 600 денари до 6000 денари, користејќи ги мерките за субвенционирање кои што ги нуди преку Министерство за труд и социјална политика, преку посебен закон и активните мерки за вработување кои што се нудат во Агенцијата за вработување. Во однос на мерката за самовработување, колку луѓе во последните 3 години ја искористиле оваа мерка за самовработување? Значи имаме 1866 лица во 21 година кои што склучиле договор со Агенцијата за вработување за поддршка на оваа мерка, од кои што 803 се жени кои што се охрабриле да отворат свој собствен бизнис и 687 се млади до 29 годишна возраст. Значи, луѓе остануваат на пазарот на трудот откако ќе искористат оваа мерка. Луѓето кои што ја користат оваа мерка, значи дека си отвориле собствен бизнис, собствена компанија, која што добива поддршка од државата за почетокот, за отварањето, за бизнис планот кој што го доставиле до Агенцијата за вработување. Според анализите на Агенцијата за вработување, активност во овој момент на овие 1357 компании е 99,9% и само ќе споредам во интерес на времето, да кажеме за 2019 година се подпишани 1167 договори, значи отворени се 1167 нови правни лица компании со 1296 број на лица кои што излегле од системот на невработени и станале вработени во собствените компании. Активноста на овие компании од 2019 година до денес е висока 78%. Може би дел од овие кои што тогаш склучиле договор, оствариле право на пензија, отишле во пензија, дел може би бизнис планот им се покажал како нерентабилен и ги затвориле компаниите. Меѓутоа, бројката на активност, процентот на активност на овие компании од 2019 година е 78%. Тоа е наистина висок процент на компании кои што имаат одржливост и понатаму. Господја Тренчевска, ви благодарам за интервјуто. Ви благодарам и вам. Почитувани, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.